Почитувани гости, драги присутни, пред да го започнеме официјалниот дел на представувањето на вашиот нов градоначалник, би сакал да ве замолам уште еднаш да станете за да го проследиме интонирањето на химната на Република Македонија. Благодарам. Почитувани жители на Дојран, драги пријатели, денес Македонија се наоѓа пред многу предизвици кои битно ќе детерминираат незината иднина како држава со препознатлива европска вокација. Денес Македонија низ демократските процеси и економскиот развој треба и понатаму да биде пример за афирмација на мирољубивата политика и фактор на стабилност во регионот. Сега е времето да се направат вистински заложби за цементирање на македонската стабилност и просперитет. Сега е време кога политичките разлики, желбата за превласт и личните интереси треба да престанат да бидат посилни од општиот интерес и човечкото достоинство. Сега е време да се обноват нашите економии после полувековни промашени економски политики. Сега е времето кога треба да го вратиме сијајот на македонското семејство и да изградиме подобар свет за нашите деца. Сега е времето да биде праведен и да се служи на граѓаните. Оваа конвенција е во функција на реализацијата на нашиот концепт. Оваа конвенција е уште еден сигнал дека ВМРО-ДПМН има внатрешен капацитет да осигура демократски и правилен избор за престојните локални избори. Конечно, оваа конвенција е и најсилната порака дека нашите политики имаат препознатливост, која е прифатена и поддржана од целата нација. А сега, би сакал да го повикам на сцената човекот кој го води општинскиот комитет, човекот кој ќе го води изборниот штаб на престојните избори. Го повикувам на сцена председателот на општинскиот комитет Дојран на ВМРО-ДПМН, господинот Ташко Дуљанов.
почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и пратеници, почитувани сограѓани, почитувани гости. Во пресрет на локалните избори имам голема чест и задоволство да го водам изборниот штаб на мојата партија ВМРО-ДПМН во општина Дојран. За мене тоа представува огромна обврска и одговорност да ја прифатим со задоволство, затоа што го сакам Дојран и затоа што силно верувам дека победата ќе биде нешто заслужено и очекувано. Дојран во последните 4 години почна да го менува својот лик, работите тргна на подобро. Конечно и нам, дојранчани, ни стана јасно дека општината не постои само за себе, туку за задоволување на потребите на граѓаните. Оттука, вложувањето во капацитетите на локалната самоуправа е директно насочено кон креирање на подобро место за живење на секој од нас како индивидуа, а со тоа на семејството како основна клетка на општеството. ВМРО-ДПМН како народна партија во изминатиот период многократно покажа и докажа дека има демократски капацитет да го исполни она што го има ветено, искрено, одговорно и честно. Покажавме дека програмите не се само парче лист хартија, наменето за мавзање со него за изборна кампања, а после тоа заборави. Покажавме дека должност е да се даде отчет за сработено, да се побера доверба кога е остварено веденото, но и да се признае дека понекогаш се греши, за да се понесе одговорноста за тоа. За досега изработеното мора да му се заблагодариме на досегашниот градоначелник Глибор Чебулев, кој ги отвори вратите на општина Дојран за промени и развој. Пред нас се исправени 4 години. Пред нас стои избор за првиот човек на нашата општина. Но најважно, пред нас стои човек со граѓанин и пријател, верен на својот Дојран и на својата партија ВМРО-ДПМН. Пред нас го имаме кандидатот за градоначелник на нашата општина, господинот Борче Стамов. Многумина го познаваме лично. На малкумина овде присутните имале прилика да соработуваат со него. Веројатно, најголемиот дел од овде присутните го познаваме од долгите парски состаноци, кои сме ги држале во изборната кампања. Но сигурно, и голем дел од овде присутните имат отворено врата кога пред нив бил токму Стамов со изборните програми за парламентарни и локални избори. Лично сум го имал тоа задоволство и професионално да соработам со него, кога беше еден од раководните луѓе во системот Дојранско езеро. И се радвам што имаме човек со негови квалитети за кандидат за градоначелник. Ве повикувам сите наши членови да се обединиме. Ги повикувам сите наши граѓани од општина Дојран да се обединиме околу иднината без оглед на политичката припадност и определба. Заеднички да му дадеме доверба на нашиот кандидат и да предонесеме за забрзување на динамиката и за градење и обнова на нашата општина Дојран. Да го направиме пристојно и достоинствено место за живење. Јас искрено верувам дека имаме еден од најдобрите кандидати за градоначалници во Македонија. Некои ќе му замерат за годините, ќе рече дека е млад. Јас би рекол дека самата младост представува талент. Талент кој полека се губи, а на Борче би му препорачал да го чува тој талент и великодушно да го споделува со сите нас. Но исто така,
мора да напоменам дека ВМРО-ДПМН има програма за развој за општина Дојран. Кандидатот за градоначалник има капацитет да ја спроведе програмата. Но за да ја спроведеме програмата, мора да дадеме подршка на советничката листа предводена од ВМРО-ДПМН, за да може градоначалникот да ја спроведе програмата и проектите предвидени во програмата. Те го викува на 24 март вашиот глас, вашата доверба, вашата подршка, без воумење да ја дадете за политиките на ВМРО-ДПМН, без воумење да го поддржиме кандидатот за градоначалник и коалицијата за подобра Македонија, господинот Борче Стамов. Да живее ВМРО-ДПМН, да живее Македонија. Благодарам. Драги пријатели, браќа и сестри, младите се поспособни да смислуваат отколку да судат. Велат дека се покомпетентни да извршат отколку да советуваат. Тие се поспособни за нови проекти отколку за воспоставени практики. Младите не знаат доволно за да бидат предпазливи, но токму затоа се обидуваат да го сторат невозможното и верували или не успеваат во тоа. За самиот крај, пред да го изслушаме и новиот градоначалник на Дојран и кандидатот на ВМРО-ДПМН на престојните локални избори, би сакал да кажам една лична работа. Јас не сум од Дојран, но нешто многу ме врзува за Дојран, а тоа е символот на Дојран, убавината на Дојран. Дојран треба да биде новиот туристички центар во Република Македонија, центар кој што ќе го посветуваме сите македонци и ќе уживаме во сите убавини на истиот. Токму затоа на Дојран му е потребен млад човек кој со својот оптимизам и ентузијазам ќе докаже дека Дојран ќе биде новиот туристички голем центар во Република Македонија. Ви представувам особена чест и задоволство да го повикам на сцената да ви се обрати кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН господинот Борче Стамов и новиот градоначалник на Дојран. Добро вечер, ВМРО-ДПМН. Добро вечер за коалицијата на Подобра Македонија. Добро вечер за тимот кој ќе донесе уште една победа на предстојните локални избори во општина Дојран. Добро дојдовте на мојата промоција за кандидат за градоначалник на општина Дојран. Почитувани членови од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, почитувани пратеници од Собранието на Република Македонија, почитувани градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН, почитуван градоначалник господин Григор Чаболев, почитувани сопартијци, дами и господа. Оваа гледка вечерва само по себе говори за нашиот развој како политичка опција во општина Дојран, но и за прифатеноста на политиките на ВМРО-ДПМН од страна на граѓаните во Дојран. Во процесот во пресред на локалните избори имам посебна чест и задоволство од мојата партија ВМРО-ДПМН да и коалицијата за подобра Македонија да бидам предложен за кандидат за градоначалник на општина Дојран. За мене тоа представува огромна обврска и одговорност. Но ја прифатив со огромно задоволство затоа што го сакам Дојран, затоа што силно сум решен Дојран да успее, затоа што верувам во себе и затоа што верувам дека досегашното моје действување и придонесот за општината е доволно за гарантирана победа на предстојните избори. Огромно е задоволството што после долги години напорна работа, опцијата која застапуваме во нашиот Дојран има ваков одзив кај граѓаните. Денес можеме да констатираме дека довербата, отворената соработка, комуникацијата, секако, како и промовирањето на млади и образовани и квалитетни кадри, нас не прави горди следбеници на нивниот визионерски пат.
Дозволете ми оваа прилика да упатам благодарност до сите поранешни председатели на општинските комитети на ВМРО-ДПМН, до сите поранешни председатели на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, до сите поранешни председатели на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, благодарност до сите председатели на местните комитети и сите наши активисти и поддржувачи, а ги има многу. Честитки за вашата храброст и одлучност. Ние, младите, сегашната генерација, ви отдаваме големо признание за вашиот удел, за вашата посветеност и за вашиот придонес за политичкото действување на нашата партија на локално ниво. Денес, учени од минатото, стоиме пред иднината. Големиот американски председател Абрахам Линкол велел: секогаш имај на ум дека сопствената одлучност да се успее е најбитно од се. Јас знам дека само со одлучност можеме да ги достигнеме зацртаните цели. Пред се одлучни во принципите кои ќе се ги поставиме пред нас и кои ќе бидат ориентири во нашето действување. Мојата визија за Дојран е да биде во чекор со европскиот модел на водење на локални единици, да ги јакне капацитетите на малата и стручна администрација, да воспоставува континуирана соработка со граѓаните, да ги реализира проектите во програмата, да помага нови вработување и како мој врвен приоритет да нуди перспектива на младите. Дојран е град со долга традиција и историја, град со љубезни и гостопримливи граѓани, секогаш расположени за разговор со посетителите. Нашата специфичност и уникатност ја нема во ниеден друг летен центар. Ако за Дојран некојаш се велеше дека е општина која е заборавена и од времето и од луѓето, денес ВМРО-ДПМН во два наврати успеа да го врати животот во нашите домови. Првиот пат со изградбата на хидросистемот за спас на Дојранското езеро, што од оваа временска дистанца можеме вистински да ја видиме и да ја потврдиме неговата импозантност и важност за нашиот крај. Вториот пат, директно помагајќи ја локалната самоуправа во реализацијата на зацртаната програма за развојот на туризмот и извратување на туристичката понуда. Локалната самоуправа, предводена од ВМРО-ДПМН во изминатиот 4-годишен мандат, постигна големи успеси. Веројатно повеќе од сите претходно заедно на куп. Сепак, ниту една цел немаше да биде ниту остварена, ниту еден проект немаше да биде остварен, доколку ја немавме огромната поддршка од председателот на ВМРО-ДПМН и председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Доколку ја немавме поддршката од човекот кој во селено си успеси и победи, доколку ја немавме неговата поддршка кој толку посветено се заложи за остварување на проектите и на програмите во сите општини во Република Македонија. Голема благодарност за него. За остварување на целта за подобар Дојран, мора да посветиме уште поголемо внимание на целосното искористување на општинските капацитети во служба на граѓаните и бизнис секторот кој ќе работи или ќе инвестира во Дојран. Моја обврска е целосно да се вложам услугите на малата општинска администрација да бидат квалитетни и брзи, а дополнително да работам на напредување на соработката со релевантните државни институции, меѓународната соработка и искористувањето на странските фондови за развој за кои Дојран и како е квалификуван. Големо внимание ќе посветам на односите со приватниот сектор во насока на осигурување на дополнителна поддршка за реализација на приоритетите за развој на градот. Драги пријатели, ако се бориш, можеш и да победиш или и да изгубиш. Но ако не се бориш, тоа значи дека ти предвремено си загубил. Иако за некој сум премногу млад, јас сум спремен да се борам за сопствената цел, затоа што ја имам, затоа што е јасно поставена и затоа што е јасно зацртана. Силната верба во потенцијалот на Дојран. Силната верба во потенцијалот на Дојран, искористувањето на тој потенцијал, со што Дојран би прераснал во место каде што животот ќе биде поквалитетен, со повисоки стандарди и со посрекни луѓе. Тоа е мојата визија за Дојран. Тоа е мојот сон за Дојран. Покажав дека сум човек кој знае да сонува, да се бори, макотрпно да работи и да верува. Во последните неколку изборни циклуси, заедно со моите сопартијци, покажавме единство и огромна решителност која уште ја носиме во себе,
свесни дека не можеме да избегаме одговорноста пред иднината, решивме таа да ја побараме уште денес. Токму таа одговорност кон иднината не тера да бидеме посветени и работливи. Затоа ги повикувам сите граѓани на општина Дојран, сите наши поддржувачи, симпатизери, но и оние неопределените да се вклучат во овие амбициозни процеси, да ни се придружат во напорите општина Дојран да ја направиме успешна и просперитетна, силна и достоинствена, затоа што само заедно, обединети и без обструкции, можеме да ја добиеме таа борба. Борбата на нашите идеи и стремежи за успешен и економски силен Дојран. Искрено, јасно и отворено го давам својот збор, дека ќе ја вложам сета своја енергија да го зачувам она што е моја лична одлика и се надевам дека ќе ја добијам вашата доверба, вашиот глас и ќе ми изберете за градоначалник на општина Дојран. Да ги направиме горди и генерациите кои доаѓаат после нас, да ги направиме горди на нашите постигнувања, да им покажеме дека сме подготвени за големи потвизи, да изградиме општина Дојран како силна и просперитетна средина, да веруваме во себе и во Дојран, да веруваме во Република Македонија. Нека ни е со среќа новиот градоначалнички мандат во општина Дојран. Да живее Македонија, да живее градот Дојран, да живее Република Македонија.
Почитувани присутни браќа и сестри, само би ви посакал на истиот овој начин на 24 март да славиме вака заедно за вашиот нов градоначалник. Ви благодарам на присуствието. Твоите матерои